Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Почитувани слушатели, Facebook следбеници, Facebook пријателки, пријатели, како што знаете, секоја сабота ова време го имаме резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е господин Љузим Фаризи, доктор по меѓународни политички науки, политиколог и политички аналитичар, со кого ќе ги анализираме изборните резултати и постизборните коалицирања, но и актуелните случувања во Македонија, како и на теми кои не засегаат сите нас без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, со доктор Фаризи ќе зборуваме за свечената церемонија и инаугурацијата на новата председателка на Македонија Гордана Силјановска-Давкова, но и за реакциите на соседите и меѓународниот фактор, кои реакции беа резултат на неупотребата на уставното име од страна на председателката Гордана Силјановска-Давкова. Ќе зборуваме и за нападите и реакциите кои дојдоа од пронешните власти пред се оние на Дуи, а ќе зборуваме и за ставот на Мицкоски поврзан со реакцијата од Грција, но и неговата порака, ако Грција мисли дека сме го прекршиле Преспанскиот договор, аргументите да се соочат пред меѓународниот суд. Ќе зборуваме за постизборните коалиции и за веќе постигнатото консолидирано мнозинство во ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија од 61 пратеник. Ќе зборуваме за условувањата од страна на коалицијата Вреди, но и за оние од Дуи, а ќе зборуваме и за одлуката на Државната изборна комисија да се прегласува на неколку места во 5-тата и 6-тата изборна единица. Ќе зборуваме и за одлуката на Уставниот суд поврзани со поднесените тужби од страна на Дуи, а како резултат на одлуката на Дуи за прегласување на неколку места во изборната единица 5 и 6. Почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве 80 на минути ќе разговараме со нашиот гостин, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да не се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господине Фаризи, ако се слушаме, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени по втор пат. Добро утро, поздрав до вас, двајцата и Јон и Бети, на ова прекрасна емисија што ја водите од Туринска кај нас, Сабадија. И да ги поздравиме сите наши гледачи, да ја поздравиме нашата диаспора. Се надевам дека ќе бидат задоволни во следните минути на нашиот разговор. Пред се, ова ми е второ гостување кај вас и сегош ми е чест да видам ваш гостин. Добро ви утро и од мене, господине Фаризи. Ви благодариме што ја прифативте нашава покана за денешново учество на Македонски корени. Навистина ни причинува задоволство и чест што сте повторно заедно со нас. Се надеваме и ние, како и вие што се надевате, дека ќе го задржиме вниманието на сите наши слушатели и гледачи и повторно заради слушателите да повториме и гледачите, доколку има прашања од нашите гледачи и слушатели, а не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат ставени на екранот и доколку сметате дека на нив треба да одговорите на истите, можете тоа да го направите. Секако, значи, ако од страна на гледачите, односно нашата диаспора и сите што не гледат натре од државата, со задоволство би им го одговориле на сите можни прашања поврзано со нашето интервју или надвор од тоа во врска со политичките настани. Во неделата, на денот на инаугурацијата на новиот председател Гордана Силјановска-Давкова, се случи тоа што сите кои го дадоа гласот за нејзе и го очекува. Гордана Силјановска-Давкова остана доследна на она кое го изјавуваше во последниве неколку години, а тоа е дека никогаш нема да користи новата наметната кованица. Така и бидна, таа за време на инаугурацијата рече дека ќе го штити интересот на Македонија, избегнувајќи ја да изговори придавката северна, новата наметната кованица. Како гледате на ваквиот чекор на председателката Гордана Силјановска-Давкова? Како ќе го прокоментирате и нејзиниот говор веднаш после давањето на свечената изјава и подпишувањето на истата, но и тоа што таа повторно не го користеше уставното име? Дали председателот Гордана Силјановска-Давкова ги прекрши одредбите од Преспанскиот договор и уставот на Македонија со не употребата на уставното име на Македонија, или оваа незина постапка е во склад со примената на Преспанскиот договор?
Дали Силјановска со нејзината постапка испрати сигнал кон соседите дека е дојдено време да се престане со сервилната дипломатија и полтронското однесување и наместо тоа треба да се почитуваат копенхашките критериуми и правото на самоидентификација? Јас секогаш во животот сум бил љубител на тие луѓе што ги имат во константно своите ставови. Кај нас реално има многу политичари кои едно кажуваат, друго мислат, трето прават. Значи, секогаш имаме такви политичари кои никогаш не стојат во нивниот став, секогаш ги менјат ставовите во основа на тоа како е нивниот личен интерес, партиски интерес, не гледајќи го поопширно интересот на државата, на народот. Јас, познавајќи ја како професор, како е цел живот има деловано и добро го познава правниот систем во државата. Исто така како политичар која делувала во собранието, односно како пратеник, незините ставови реално никогаш не се менјати, таа што ја представаше незината политика, односно незините лични ставови, па и на партијата, реално на ВМРО ДПМНЕ, бидејќи она беше кандидат на таа политичка партија, односно таа коалиција. Реално тоа што го има држано како став и во пред изборите и во време на кампањата, тоа се случи на денот кога она даваше заклетва, односно ја читаше заклетвата, ја повторуваше и ја избегаваше на тоа што цело време искажуваше пред народот дека нема да го употребува додатската северна, само во тие моменти каде нема да се прекрши Преспанскиот договор. Реално ние имаме еден договор кој го сакаме или го нечеме. Реално ние имавме многу лоши политики во минатото, во последните 7 години, така што повеќе имавме политички сервилизам отколку политички патриотизам во нашето делување надвор од државата. Ние знаеме како дојдовме до тој Преспанскиот договор и како го имаме наметнато во Уставот. Реално Преспанскиот договор е постапката на случување, односно на истиот е постапка која е направена спротивно дури на Уставот, бидејќи за склучување на меѓународни договори спаѓа исклучително на тој што ја води државата. Реално кај нас надворешната политика ја го води председателот на државата. Тогаш мислам дека министер за надворешни работи го има подпишано тој договор, што не е во склопот на неговата политика. И дополнително ние бевме светоци на такви шверцувања на политичари, односно на пратеници во собранието, и на шверцерски начин беше донесено тој договор, односно измените што требаше да се инкорпорират во Уставот, односно да се да се применува државата од Република Македонија на Република Северна Македонија. Тоа што се случи со преселката, јас мислам дека беше пред се личен чин, но и беше државнички формално како треба да се однесува еден државник пред своите граѓани, и особено мора да знаеме дека позади незе стоја рекордни гласови кои можеше да усвои еден председател на држава. Во следното реакции имаше од страна, но мене ме зачуди дека повеќе реакции имаше од внатре кај нас на државата, мислејќи дека тие се навивачи на Грција. Наместо ние да не посветуваме големо внимание на тоа што се случеше тој ден, односно ние требаше да бидеме гордо дека реално инаугуриравме еден председател на држава и прв пат жена, и требаше да се гордееме тие денови, и после тоа наместо да зборуваме за незината каризма, односно и незините постапки што треба да се случуват во следниот период, ние повеќе се замаравме со тоа дали го има употреба северна или не го употреба. Ние, односно сите политички актери во државата кои беа против незината заклетва, односно употреба само на Република Македонија, без додавката, и сите други аналитичари или интелектуалци кои реално до сега имале само бенефит од држава во смисла на за лична корист,
Сите тие зборува против тој начин на инаугурација. Реално, ние како да имавме грчки представници во државата, а не наши граѓани, односно наши државјани кои треба да се борат за наша држава и за нашата едина. Господине Фаризи, дали председателката Гордана Силјановска-Давкова нејзиниот кредибилитет да го направи овој чекор, кој исцрпи од волјата и барањето на сите оние кои ја дадоа поддршката за време на гласањето? Да не се повторам, јас веќе кажав можда не го кажав одеднаш тоа, но тој број на гласачи кои ги има добиено рекордни во државата и одејќи на во начинот како она постапа реално нејзината политичка партија која стоеше последни низе беше во опозиција и да делуваш и да од опозицијата да земаш толку гласови, значи граѓаните вистина ти верувале и гречи нејзините ставови не биле дека се скриени, таа јавно искажуваше како ќе настапува во смисла на делувањето, односно употребувањето на името на Македонија, или она треба и она најверојатно постапувајќи од тој голем број на гласови, односно кои ја донесе нејзината огромна победа, мислам дека постапи правилно и ги слушаше своите гласачи. Како гледате на реакциите кои пристигнаа од Грција и Бугарија, но и од Брисел, како и на напуштањето на свечената церемонија за време на инаугурацијата на председателката Гордана Силјановска-Давкова од страна на грчката амбасадорка во Македонија, а токму поради некористењето на уставното име за време на свечената изјава на председателката? Дали со тоа што председателката Гордана Силјановска-Давкова не ја изговори придавката С, ќе има подолгорочни последици во добрососедските односи со Бугарија и Грција, или ваквите реакции на соседите се само обид да ја исплашат председателката Гордана Силјановска-Давкова, а со тоа и да ја замолкнат? Мислам дека тој беше свечен чин кој го даде пред нашите граѓани, но се внатре во државата. Она мислам дека тој чинот што го правеше тој ден, односно дадење на заклетвата, не е меѓународно действување, туку она делуваше реално внатре, пошто нејзината заклетва ја даде пред нашите институции, односно во совремењето на Република Македонија, така што нивниот представник што бил, односно што излегол од таа свечено давање на заклетва на страна на председателката, мислам дека тоа повеќе го направат да состават криза, односно да наметнуваат криза во следниот период. Грција и Бугарија секогаш, значи, во овој период не блокирале на свој начин за нивни лични интереси и против на волјата, односно искреноста на нашата држава за да биде членка на Европска унија и на НАТО, но ние веќе сме дел од НАТО, на таа полза веќе, односно во тој процес не може да не блокират, немат начин да не извадат од таа организација, но постапката за Европска унија не е секогаш ќе имаме плетки во иднината. Мене знаеш зашто ме плаши повеќе? Мене ме плаши тоа што ние го имаме Преспанскиот договор и од наша страна реално нашата политика овој последен период, последните 5 години упорно ние го имплементиравме, а од другата страна на Грција ништо не е имплементирано, освен тоа што не ставија вето да влеземе во НАТО. Но тоа што тие не го спроведуваат, реално не ги имаат сменато ни таблиците, што уште нам не ракуваат, нели, Скопје. И така што мислам дека во иднина тие пак ќе не блокират, без разлика на тоа дали ние сме ја прифатиле таа добавка С или Северна. Јас мислам дека во иднина тие може да не прават пак проблеми, пак да не се согласува со нашето име и да не терат пак да ја променат името. Значи, ние може да бидеме предпазливи во постапките што ги правиме во следниот чекор. Јас мислам дека треба да ја водиме политика на тој начин, ние повеќе да се сконцентрираме во внатрешната политика, а да делуваме така мирно во надворешната политика
и ние во смисла ние да купуваме време, повеќе да се движиме економски во нашата држава, односно да го растеме стандардот на животот во нашите граѓани, а дополнително да ја следиме надвешната политика, како што се случува во инобичи и внатре целата Европска унија моментално е во криза, дури и институционално, политички и така натаму. Растат тие политичките партии кои односно се против на таа Европска унија. Реално ние треба да го гледаме нашиот интерес, треба да делуваме многу умно во надворешната политика и не треба да брзиме во чекори по секоја цена ние да прифаќаме. Јас мислам дека особено со Бугарија ние треба уште еднаш да преговараме, мислам јас, да најдеме некој начин кој ќе има вистински гаранции за процесот на интеграција во нашата држава во Европската унија. Така би требаше да бидеме и за влез во НАТО, но нашите бивши политичари кои за столче за лични интереси пребрза во таа постапка и сега ние ги имаме реално тие последиците и тие последици ги имаме и во иднина и реално на нашата следна влада грците и бугарите ќе ни излезат во пресред со концесиите што нашите надговорни политичари им ги давале на тие двете држави. Дали председателката Гордана Силјановска-Давкова со неизговарањето на придавката Северна и веќе ја истрата нејзината мисија за надворешната политика, а тоа е дека таа ќе бара ревизија на договорите со Грција и оној со Бугарија, ако не сега, можеби веќе во наредниот мандат? Она реално има нацртано тоа дека не се откажува од идејата за промена на тој договор. Реално се може да биде, но не може да биде да се промени договорот ако ние сме слаби во државата. Ние може да побараме во иднина да се променат тие договори, што реално тие договори се, иако се меѓународни, сепак се склучени помеѓу две држави и договорите може да се променат во двете држави, може да се усогласуваат, односно да се примера на некој нов договорчик што ќе го замени стариот договор. Еднострано откинување на договорот мислам дека би имало последици, не вора на таква да одиме на таа екстремна политика, не верувам, но мислам дека со умни политичари и со умна дипломатија ние може да излеземе на корист на наша страна, бидејќи ние кога ќе имаме демократски институции, кога ќе имаме една нормална држава, една стабилна држава во смисла на политичко одействување и пред се многу е важно ние да имаме сплот помеѓу сите политички партии, да се договориме сите и да имаме еден став сите заеднички за да постапаме во надворешната политика. Ние мора да имаме консензус внатре од сите политички актери без разлика на политичко одействување или на национално одействување, така што јас мислам дека ние први треба да се консолидираме внатре во државата. Но реално после заклетвата се докажува дека одредени политичари и одредени така наречени интелектуалци далеко се од тоа консензус и да имаме внатре во државата да постапуваме заеднички во надворешната политика. Дали после ваквите реакции, односно притисоци од соседите, председателката Гордана Силјановска-Давкова ќе отстапи од нејзините намери или ќе остане доследна на она што го кажа и ќе го употребува историското име Македонија? Мислам дека председателката, познавајќи дека е конституционалист, мислам дека и добро го знае правото, она валјда точно знае каде ќе треба да ја употребува Македонија и како треба да го избегнува таа Лудовката Северна Македонија. Воедина ќе видиме како ќе бидат реакциите реално од страна на соседите, но мислам дека она нема да прави грешки, односно ќе ја примени низината идеја. Валјда она има точно каква визија и во која насока треба да се движи како председател на државата. А уште малку на оваа тема. Лидерот на ВМРО ДПМН и идниот мандатар за состав на новата влада Христијан Мицкоски го повтори ставот дека преспанскиот договор на жалост е суровата реалност, а која ја донесе претходната влада, но никој
не може да го натера ниту него, ниту Силјановска да го употребуваат наметнатото име и затоа го употребува и ќе го употребуваат историското име Македонија, а институциите ќе функционираат според Преспанскиот договор, при тоа додавајќи дека доколку Грција има проблем со тоа, во тој случај аргументите може да се соочат пред Меѓународниот суд на правдата. Како ќе ги прокоментирате овие негови изјави, господине Фаризи? Јас мислам дека мандатарот на следниот премиер на држава е реален, на тоа што тој мисли и ние што мислиме како граѓани, никој не може да ни забранува на нам да го користиме името на држава на тоа што ние сме растали во минатото, односно и денеска ние живееме уште со дугот на Република Македонија, многу е тешко да го изговориме тоа сега на реално, бидејќи тоа не е како додавка, но ние не сме го направили тоа во смисла дека ние сме го сакале, бидејќи реално ние имавме еден референдум кој не беше неуспешен, кој сакаше да се инженерира, да се направи, но не успеа на тоа, граѓаните не го дозволија, реално граѓаните го искажа незиното мислење и нивното чувство лојално кон државата дека може да се прекрсат кога другите сака да не го направат тоа, и мислам дека тотално е реално, ние бидејќи во меѓународниот договор реално како што има облигации, односно одговорности кои треба да ги зема од тој договор, но постои меѓународен суд кој ги брани и нашите интереси. Реално мислам дека и двајцата и премиерот и представителите на државата сегогаш ќе го користат името онака како што е напишано во тој договор. Но секогаш избегајќи од тоа кога тоа е можно. Реално кога ние може да одиме, пример, ќе гостува некаде председател во Обединетите нации, не знам од какви организации, реално дека тие ќе гостуват Република Северна Македонија, не е предпредно. Но колку е можно да се избега, може да избега на друг начин, на Република, јас ги гледам пример другите председатели на другите држави во регионот кои многу често избегаваат да го кажат тоа додавката, односно името на држава, но може ние да го користиме Република, никој не може да ни забрани. Така. Јас повеќе би набил на друг начин, во смисла да избегавам. Јас би постапил така како интелектуал, за да не избегаваме и тие можни конфликти директно со Република Грција. Бидејќи за тоа што ме праша Бети како ќе биде кога ме прашуваше за Грција и Бугарија, не мора да признаваме дека Грција и Бугарија се многу силни држави особено и во НАТО, но особено во Европска унија. Реално тие кога действуваат во карши нас, спроти нас, тие сегогаш ќе действуваат заеднички, значи како две сојузници против наша држава. Реално во дипломатијата се знае дека непријателот на мојот непријател ми е пријател. Бидејќи во таа насока реално тие двете држави може секогаш да постапат заеднички за нас, да не блокираат во процеси и дури дополнително да ни прават проблеми и во меѓународните односи. Како ќе ги прокоментирате изјавите, односно нападите кои дојдоа од поранешните власти, особено изјавата на се уште актуелниот министер за правда Кренар Лога дека непочитувањето на уставното име на државата ја правело ништовна за клетвата на председателката Гордана Силјановска-Давкова и дека требало да се повтори постапката или функцијата да преземе председателот на Собранието Јован Митревски. Како ќе ги прокоментирате изјавите кои дојдоа и од ДУИ дека го прекршила уставот и дека нејзиниот говор личел како на говор за 8 март и дека не слушнале ништо за внатрешните и надворешните предизвици како што се уставните измени и евроинтеграциите? Помислам дека први мисля за правда нема легитимитет тоа да го зборува, бидејќи од изборите произлегува дека тој ќе биде дел од опозиција и дури тој нема мандат тоа да го кажа пред Сенат, односно нема компетентност да го кажува тоа, бидејќи пред се, не знам сега професијата, валјда е правник, но не сум видел некаде во светот ученикот да го коментира професор,
и дополнително на тоа на кој начин тој го успел да го стекне таа диплома. Пред се, тој не е експерт по уставно право, за да коментираш на тоа, барем минимално треба да имаш такви познавања, а вторен, единствената институција која може да го коментира тоа, односно да го интерпретира уставот е само Уставниот суд, така што тој наблегувал и во надлежно на Уставниот суд. Тој може политички да го коментира, така што му кажал партијата, односно нов политички шеф, били тој па реално и нема политичка партија моментално. Мислам дека не треба ни да се коментира, не да се земат во предвид. Тој е познат како министер, се знае во нашата јавност, во кои карактеристики и по која основа тој бил министер за права, но е дополнително од тој сега тие реално останале во опозиција, тоа не можат да се навикнуваат на новата реалност, бидејќи реално тие секогаш биле проблематични и во составувањето на владата, односно во начинот како тие воделе нашата особено надворешна политика, односно тие никогаш немале чувства кон сите граѓани од држава, особено на македонците, со цел да имаме ние заеднички консензус. Јас мислам дека тој требаше многу повнимателно да постапува во овие години. Реално сега имаме нова реалност. Јас го слушнав Изет Меджити 2 дена, мислам дека имаше една изјава спротивно на тоа што тој има постапено во овие години, и Изет Меджити дури ми чуди и мене дека најверојатно ги научил лекциите реално и после да ја свати политиката кај нас, и изјави дека ние заеднички треба да се бориме за интересите на македонците. Тоа е голема изјава и голем чекор за составување на следната влада. Господине Фаризи, многу од нас се прашуваме каде беа и зошто не реагираа кога Стево Пендаровски и Димитар Ковачевски за време на кампањата го користеа историското име Македонија, а не насилната кованица која токму тие ни ја наметнаа. Па реално тие се нивните пилни беа во минатото, беа во нивен интерес и делувале во нивен интерес, и секогаш тие што ги имат, односно под ипотека нормално дека ќе реагира. Не реагирале во тоа време. И ние сега кога ќе го употребуваме тоа нашето уставно име, односно што го имавме и тоа што се израснало во државата и што реално ми проваѓа на Република Македонија, тие одма реагираат. Тоа покажува дека има две аршини, има двојна политика што водат кон нашите држави, односно го има поделено во тој нас послушните политичари и непослушните политичари, односно корисните политичари и некорисните политичари. Во основ покажувам тоа на нивна сметка. Реално на Македонија мислам дека се вратиле вистински државници, вистински политичари кои имат јасна визија за државата и кои ќе се борат за истото, и една за секогаш македонскиот граѓанин и македонскиот гласач една за секогаш мислам дека им ставал крај на тие неодговорни политичари кои не работеле во интерес на нашата држава. И уште еднаш се повторувам дека тие другите држави, особено Грција и Бугарија, сакаат да имат политички марионети во нашата држава со цел да ги постигнат нивните цели. Јас мислам дека во следните 4 години, а и може и сигурно и повеќе, тешко дека ќе можат да влијаат нашите политичари, односно да земат тоа што на нив не им следува, а на нас, односно што ни следува, и имаме право да го користиме, но и да го придобиваме. Така. На изборите, коалицијата на Дуј Европски фронт освои 137.561 глас, коалицијата Влен освои 107.081 глас. Кој е вашиот став за тоа кој од овие две коалиции, онаа на Дуј или онаа на Влен, е официјален застапник на мнозинството македонски албанци?
Многу добро се сеќавам, можда и он тука ќе не се приклучи, дека кога ги правевме анализите во вашето гостување, а и во моите гостувања во други телевизии, јас мислам дека сум бил точен Точни бе. 99%. Да. Многу точни. И коалиција, мора да, ако се вратиме во минатото како се направени тие коалиции, реално албанците во Македонија за прв пат во историјата се обидина против ДУИ. ДУИ како политичка организација криминална за мене, дури терористичка, бидејќи тероризмот не е само да направиш терористички акт, туку и да влиеш, да шириш, односно да ги плашиш граѓаните на држава. Реално албанците во Македонија во овие последни над 20 години од 2001-2002 година живееле во тотална агонија. Реално тие вршеле голем притисок. И притисокот, односно психичкото вознемирување, психичкиот притисок, расширување на стравот е дел од теоријата на тероризмот во светот. Тие што се замарат со наука, односно тие што се експерти во тероризмот, точно знаат што е тероризам, бидејќи тероризам не е само терористички акт од кого ти треба да пукнеш некоја бомба, да не кажам да не се туку. Тоа тероризам има на многу начини како може да се интерпретира. Реално откако помина 8 мај и конечно се знаеше дека ДУИ ќе оди во опозиција, граѓаните на државата, особено албанците, веќе многу се, како да кажа, порелаксирани, многу се среќни и една за секогаш знаат дека веќе е крај на таа политичка партија, односно повеќе делоше како организација отколку на нормална политичка партија. Сите се задоволни реално. Ако сега да се навраќам во смисла на резултатите кои ги имат постигнато, реално сега да бидеме објективни, влијаен беше така на политички партии кои да не кажам 100%, на 99% имат исцрпени албански гласови, а ДУИ од друга страна кога беше загрозена ги има обединете и другите политички партии, односно политички партии од ромската заедница, од турската заедница и од босанската заедница, така што и реално тие влегува на кој филм дека пандан на тоа што ја контролира државата, мислејќи дека ќе ги контролираат и сите граѓани од државата и нели реално кажа дека нашата борба ќе биде против ВМРО да помине, односно дека немаме конкуренција внатре, дека ние сега сме коалиција на граѓанска опција и таа коалиција на граѓанска опција која се бори против ВМРО да помине реално изгубила многу, да не кажувам со нокаут во првиот круг. Така што тие, знаеш како, јас сум го кажал и во другите мои интервјуи, дека тие се тоа личеше како борба на фигуративна на бокс, на професионален бокс, каде тие што се бореа во професионално, кога изгубија таму со нокаут на првата рунда, па после не да се прогласиме во другата категорија победници. Така што не е можно тоа. Ти ако конкурираш во една категорија, што го кажа тие Суперлига и таму изедоа 10 голови во првото полувреме, така што ти сега да се прогласиш како шампион во другата лига. Така што тие нивните ставови, односно нивните политика секогаш се градени во основа на таквата демагогија, бидејќи во една емисија имам кажано дека ДУИ е фабрика за лажење, крадење, за тендери и за демагогија. И од резултатот и од тоа што било у листа, реално знаеш што во државата се случува многу интересни работи. Можда ние не ги анализираме како граѓани, но јас ги анализирам како експерт. ДУИ, пример, од прв пат во историјата има помалце пратеници. Има 10 пратеници, во тоа што го имаше и мислам дека и во 2016. Но разликата од 2016 дека сега ДУИ во парламентот како само, ме разбираш, без нивните коалициони партнери, има можни најциркузантни луѓе што може да постојат.
во албанската фела. Значи, нашиот парламент ќе стане циркус. Памтам го зборот што ви кажувам во оваа емисија, ќе се види може после 4 години кога ќе им истекува мандат. Значи, во таа политичка партија нема експерти внатре кои може да делуваат. За тие и се плашат, а и треба да се плашат, бидејќи како ќе делуваат во опозиција, ви кажувам сега во смисла на како единствена политичка партија, бидејќи реално се многу 4 години. Тие во нивната партија имале 19 пратеници, најверојатно после прегласувањето ќе имат 17 пратеници, од кои 20 се турци, 4 се од заедницата пратеници и еден пратеник имат еден друг албанец, кој тој личи повеќе на полчав отколку на реален пратеник, бидејќи тој ги кажува тие сарказми или со полчавите и тој личи на тоа. Од кога ги има заебано неговите пријатели по 5-6 пати зашто да не го заебе буквално политички, да кажувам сега, и неговиот личен може интерес што го има спротив алијахната. Така што дури јас не сакам ни да ги спомнам со имиња тие, веќе во следниот период ќе бидат во историјата. Ние ако ја водиме добро државата, јас мислам дека тие најверојатно нема да се може да се организираат следната година кои ќе се држат локалните избори кои ќе најверојатно ќе изгубат со дебакл, така што јас мислам дека дел од нив ќе се тргнат од политичката сцена и може само мандатот да им служи како одбрана на нивните бизниси што ги имаат, црни бизниси што ги имаат направено и што станале милионери. Реално мислам дека во таа група на представници внатре во ДУИ реално има повеќе циркузантни, бидејќи познавајќи од тоа што тие промовира во нивниот митинг. Не знам колку вие следевте тука, можда изради јазикот, но јас многу доволно го следам. Сакам, ако ми дозволите, само една минута да бидам интересни за граѓаните, па и за вас, ако не сте ги имали информации. Кога почнаа овој митингите, во еден митинг, мислам дека во Шутка беше, кој имаше многу, се изгледаше дека има голем собрин на луѓе. Реално таму внатре, кога се вртеше камерата, ги гледам таму дека има реално така наречени интелектуалци кои се во ДУИ, професор, доктори, правници, по 2 доктората, по 2 магистратури и така натаму. И во неговиот еден говор што го кажува носителот на листа од двојката Садуло Дураков, кажува дека истражувал односно нешто и додош за заклучок после 2000 години после нашата ера, нели, дека сонцето го потопа во мразот. Значи ние не сме знали дека сонцето го потопа во мразот. Значи после 2024 години е тоа успеа. Тоа има завршено кај Мерко сигурно. Така го се спора. Јас ќе се побрзам како треба пример. Ние многу зборуваме во смисла на ама сега малце покасно во реформите во администрацијата и ме прашуваат често мене, јас имам одговорност за да се побрзам со другото, носи исто така што е пратеник во собранието женска, која кажува дека албанците веќе нема квалитет, туку имаат не се само за квантитет, туку се за квалитет. Зошто ние да не водиме држави, замисли држави, тоа не значи што е држава, што е организација, како што се државата НАТО, државата Европска унија, држава Обединетите нации, а каже зошто и државата НАСА да не ја водиме. Реално ние ако ги земаме тие во власт сега, ако преговаравме, ќе ни прави проблеми со американците реално, бидејќи ќе ја побара и НАСА да им дават на нив да ја воде и сигурно да го стават нивниот експерт по астрономија дека сонцето го потопува мразот за директор во НАСА. Ме разбираш, така што реално овие луѓе може да замислите че ги застапуваат у парламентот и да прават пандан на владата, односно да предлагат закони, да коментираат законите. Реално во ДУИ веќе нема кој да предлага закони. Единственото начин што мислам дека сега да го користат во собранието, тоа е да ја блокираат собранието, но
Поаѓајќи од тоа дека владата, следната влада, ќе има најверојатно 2/3 во собранието, така што може комотно да го смени и деловодникот, може да го смени и законот за собранието и да им го ограничува времетраењето на говор на будалите во собранието. Добро, тоа вие го рековте. Во смисла на тоа администрација често ме праќаат како што ќе правите, ме разбираш, со луѓето, во смисла како мислите вие да направите мене лично ме каква идеја ти имаш за реформи во администрација, не многу се зборува за администрација, реформи во јавните служби. Јас знаеш што кажувам. Ние ќе јас мислам дека треба да постиме како влада едно прашање, да ги викнеме одредени луѓе што работат во јавна администрација и да ни одговорат само на едно прашање. Да ни кажеш кој ти бил класен во средно, толку. Ако може да го погоди, значи од тука ќе почнеме и после да ме гледат, кој реално јас ги знам кои се сокупени дипломи кои делуваат и земат плата од страна на државата. Значи, само едно прашање, од тога ќе почнеме. Шити се, само кажи... Оставаме прашањето отворено, нека одговараат од сега натака. Да. Позициите околу уставните измени помеѓу ВМРО, ДПМН и идниот коалиционен постизборен партнер Вреди се различни. Какви се вашите очекувања околу тоа, особено ако се земе во предвид изјавата на Армен Таравари, ако до нова година не се случиле уставните измени, ќе излезеле од владата? Како ќе се одмени тој јас за да се дојде до усогласување на ставовите околу вметнувањето на бугарите во уставот, а да не биде понижен македонскиот народ? Колку ќе биде стабилна новата влада ако челниците на Вреди излегуваат со вакви ставови? Мислам дека тие ставови кои беа многу тврди во време на кампањата, сега почнат да се омекнуваат. Во една телевизија јас кажав дека тие биле политички трикови, реално за да ме се спротивстават на Дуј. Бидејќи тие знаат и се разумни луѓе, мислам. А особено тоа изјавата последната што го има дадено и Меджити пред 2 дена, мислам дека беше, дека ние мора да бидеме заедно со македонците и да се бориме за нивниот интерес. Тоа е голема изјава за мене и мислам дека е сосема нова историја, ако е вистинска таа што го има кажувано, и мислам дека се потопиле тие ставови што ги имаше Евлен во време на избори. Нормално бидејќи Дуј излезе со една многу, како да кажам, реторика која повеќе наличеше на тие големи патриотски зборови и на некој начин мораше да му се спротивстави, пошто пропагандата нивната беше во секој дел од населението, особено во албанското. Вие не знаете каков голем притисок и закани откуп на гласови. Дури во вториот круг имаше во секој избирачко место по 1, 2, 3 луѓе кои на секој човек што влегол да гласа му каже да го земаш вториот лист, односно да не го земаш листот за председател на државата. Тие имаат со цел заедно со СДСМ да ја стават државата во една голема политичка криза, за да може после да ја оценува и нормално да продолжат да владеат како до сега што ги има тие нели фамозни изјави пред медиумите. Така што јас мислам дека Вреди ќе се води во смисла дека на разумен начин ќе води политичката битка во државата, ќе бидат лојални кон татковината, кон Република Македонија и особено кон чувствата на македонците, бидејќи реално во овие години беа многу погодени. Јас мислам дека тоа ќе го прават. Први да влеземе во влада, да ја составиме владата, да почнеме да ги правиме реформите, потом тоа ќе да, бидејќи реално ти не можеш да прифатиш еден договор, односно да применуваш еден договор да правиш уставни измени кој ги има договорна една други луѓе, и ние реално не сме биле во тие процеси. Ние повеќе сме слушале од медиумите како се движат тие преговорите, отколку односно никој не бил од опозицијата приклучен во тој процес. Реално повеќе да се состави владата и уште еднаш да преговораме, да земеме гаранции. Јас мислам дека никој во државата не е да се наметнуваат друга
други нации во уставот, бидејќи реално нашиот устав има и други нации, зашто да не. Може да има и бугари, може да има и црногорци, може да има хрвати, не знам што. Бидејќи има такви устави во светот што ги имат инкорпорирани, ние не сме против, но ние сме против на тоа диктатот кој го има стан на Бугарија, бидејќи целта не е само инкорпорација на една нација во уставот, туку пред другите цели што ги имат кон историјата и наследството на нашата држава, односно културното наследство, културната историја на државата. Така. Африм Гаши на едно од неговите интервјуа изјави дека за коалицијата Влен, односно Вреди, е многу голема навреда да ги споредуваат со Дуј и дека тие ќе делувале многу поразлично од она што го правела Дуј, бидејќи дека на 8 мај македонските албанци со тоа што им ја дале големата поддршка одлучиле да има нов дух во работата и однесувањето и нов концепт на владење. Гаши рече дека немало да останат со скрстени раце ако видат дека државата ја губи демократијата и слободата и станува автократска или изолирана и заради тоа немало да останат во таквата влада. Како ќе ги прокоментирате ваквите изјави и колку ваквите заложби ќе бидат камен на сопнување во преговорите за постизборно коалицирање? Јас мислам дека, не знам сега да не можам да ја парафразирам, се реално не сум ја слушнал, но како вие што го кажувате таа изјава, најверојатно тој првин да не го спроведат со Дуј, тоа реално никој не може да не спроведа со Дуј, бидејќи спроведувањето со Дуј реално ти се спроведуваш со еден криминалец. Односно на тие што направиле зло на држава, криминал, корупција, злоупотреба на службена должност и реално треба да биде така, бидејќи беше наметната една тема реално во периодот кога беа кампањата еден месец нели се кампања ние пред избори за председател држава и после вториот круг, значи парламентарни избори, нон-стоп таа политика беше наметната дека нападите на ВМРО ДПМН кон Дуј значи дека е напад кон албанците, што тоа тотално не е реално и тоа се искажа од страна на волята на народот на први на 24 и на 8 мај. Ние докажуваме вредности дека и ние албанците ја сакаме државата како и македонците и другите национални држави, бидејќи гласањето од страна на опозицијата за председателот на држава, односно за председателот на државата Гордана Селинова Адакова, мислам дека беше голем чин и тоа беше патриотски чин во смисла на лојалноста на државата и јас сум среќен за тоа, бидејќи не ни дозволе уште еднаш да се поделиме. Дури јас денеска да го викнат Дуј да биде дел од власта, мислам дека тие би сакале уште еднаш или ако би се навратило уште еднаш и тие сака да се повторат изборите, со задоволство би гласале професорката, бидејќи тие на крај на паметот дека ќе станат во опозиција. Можда граѓаните ова не го знаат само тие члениците на партијата, но тие иделе на една друга карта, тоа што го кажав порано, да идат да земат пример на 20 кусор пратеници, а ВБР да помине да стигне на 48-9, за да може после да ја условуват за во влада. Но тие се сопна и во едно друго, бидејќи најголемиот непријател на демократијата е бојкотот. Тие заборавале на ова, бидејќи има такви професори внатре по уставно право и политички сезон и во меѓународно право кои не знаат ни да ги посоветуваат, бидејќи се професори кои реално ги имат најверојатно учена како тие другите што не го знаат ни класниот кој му бил усредна, така што мислам дека тука се сопнат тие и реално никој од нив не сака, па дури јас да се споредуваме со Дуј. Значи еднаш за сегогаш таа политичка партија треба да иде во историја. Јас да сум во судот дури би го истражувал таа политичка партија дали треба да делува во државата, бидејќи има некои ставови не само што се против државата, дури има ставови кои се против народот. Така што војна треба
треба да се разгледат многу добро овие работи. Да ги гледаме интелектуалците, пример некои албанци што се платеници од страна на списокот на ДУИ, пишуваат колумни кои што се дури надвор од реалноста на кој ние живееме, но тоа е нормално, бидејќи секој во наша држава во минатото се правеше бизнисмен и милионер, така што јас мислам дека таа ера веќе заврши. Јас не знам дали колку ме следите, јас пред 2-3 дена гостував на една емисија, кажував дека веќе најден е лекот против криминалот и корупцијата на ДУИ во Македонија и треба да им препишеме, зависи сега дали на партијата или на индивидуалци. Не знам дали знаеш и оние пети, тоа е помороцилинот и мицкоцилинот како две терапии против нив. Така што тоа јавно го кажав и мислам дека Одличен лек. Тоа е нај Сигурно ќе ги излечи. Против нив. Така што а во смисла на тоа дали да се вратиме, да се надоврзувам со идејата на Бети, односно со прашањето, Африм каже да се вратиме во диктатура, да не кажам, во неправедна држава. Јас мислам дека тој има право, бидејќи ние реално во овој период сме биле на така наречена држава, да не кажам селска задруга. Секој можеше што сакаше да прави во нашата држава, ние мора да ги вратиме институциите на кај е местото и мора да имаме луѓе кои знаат точно како треба да менаџерат со тие институциите. Так. Во текот на кампањата Не верувам јас дека тие ќе излезат во владата, односно ќе прават проблеми во единина. Јас мислам дека веќе се договорено како треба да постапува во следниот 4-годишен мандат. Во текот на кампањата, коалицијата Вреди, односно ВЛЕН, на нивните гласачи им ветуваше дека ќе се залагаат албанскиот јазик да стане втор службен јазик на целата територија, да се формира албанска банка, албанска академија на науки и уметности. Ќе останат ли од коалицијата ВЛЕН и понатаму на ваквите заложби и колку истите се издржани и реални? Кој би бил следниот разумен чекор за Вреди, доколку навистина сака да биде дел од власта за да им го подобри животот на македонските албанци во Македонија, но и на македонскиот народ пред се? Јас мислам дека тој повеќе е политички трик отколку што е реалност. Реално, албанците сега албанска банка, во која смисла ние имаме Народната банка во државата како институција во тој финансискиот дел, нели? Што ги контролира, може да има албанска банка во смисла некој бизнисмен ако се мисли да дојде да основа фирма. Кај нас реално имаме бизнисмени кои дошли од целиот регион, Бугарија, од Грција, така што од Германија, од Страсбург, Стански капитал што може да прават банка, може да прават банка било кој во државата, ако ги исполнат условите. Јас мислам дека тоа не е ограничено и ако ги почитува законите, односно според закон може да формираат банка. Но дека албанска банка во смисла на Народна банка, тоа е надвор од уставот, не да дека тоа не е реално, но може би тоа делувало, не знае, односно малце го имат докажането. Не знам, ако е банка, дај Боже да биде некој капитал од странство, може да тој од сам албанец, од Канада, или заедно Македонија заедно. Тоа е бенефит на државата, камо тоа да донесат банки едноставно инвестиции од во државата. Но дека реално во овој период многу тешко се остваруваше тоа некој капитал во банкарството, пошто бидејќи реално и во регионот многу малце албанци имат банки, јас мислам дека тоа повеќе имат странски капитал. За академија мислам дека уште така исто така во една емисија се препукнав со едно дека му кажав дека тоа политички трик и не ми веруваше дека може да го направиме академија, затоа што и мора да ги почитаме законите на државата. И ден мислам дека знае точно, но јас мислам дека Арбет Равале пред 2-3 дена некои издружение на академци во државата кажуваат дека треба да бидат дел од академијата. Да, го слушнавме тоа, да. Да, јас мислам дека сега гледај од академија праење и инкорпорација на некои луѓе внатре, односно на тоа здружението, е разлика. Поминување од една политика. Тоа значи дека нема да имаме академија. Тоа е многу
важно. А реално не би требало да имаме ние две академии. Моето мислење дека реално ние мора да признаеме дека во државата имаме многу добри академици албанци, не тие што само што дипломирале пред многу години станале доктори, ме разбираш во тие универзитети политички од партијата, од штабот на партијата, бидејќи таму те прашуваат како сакаш да ја земеш дипломата, дали дојдеш да ја подигнеш или по пошта да ти ја пуштат диплома. Има и таква можност. Така што реално јас мислам дека академијата според мене е една од најважните институции во државата. Треба да бидеме предпазливи таму кој влегува, кој излегува. Има албанци таму како надворешни, не знам колку е бројот сега, но подобро ние да ги инкорпорираме тие добрите квалитетни, отколку да ги ставиме надвор тие луѓе. Моето мислење, лично мислење, дека зошто да не имаме академци албанци внатре да бидат, од другите националности, не само може да биде ром, турци. Јас мислам дека во таа насока, мислам дека и самата академија ќе најде начин да го се инкорпорира. Но тоа мислам дека е сосема трета, четврта, да не кажам, втора категорија на теми што треба да има. И има многу поголеми теми во државата кои заедно. Така. Али Ахмети пред некој ден ја прочита декларацијата која наводно била подпишана во јануари. Таа декларација од сите лидери на албанските политички партии за неучество во влада која нема да го промени уставот за да ги внесат бугарите во истиот. Зашто таквиот наводен договор од коалицијата Влен, односно Вреди, тврдеа дека не постои таков документ. Африм Гаши и на последното негово интервју за 360 степени повторно негираше дека постои таков документ и го повика Ахмети да го објави истиот. Како ќе ги прокоментирате ваквите спротивни тврдења и на кого повеќе му верувате, на Али Ахмети или на лидерот на Влен? Се за верување, да не кажам дека на ниту едниот, ама ајде добро. Први, сега треба да се вратиме. Први не, знам точно што треба да одговарам. Пример, ако се договори, карикираме дека се договориле нешто, односно правеле муабет во таа насока, мора да направиле да дебатирала во таа насока. Бидејќи дуи има толку голема машинерија на пропаганда, така што пред изборите ќе ги кажуваше дека се предавници, бидејќи тие во овие последни 7 години толку голема кампања имат па една куќа по куќа, човек по човек, дека ВМРО е го голод против албанците. Така што мислам дека во тој дел мислам дека тие сакале да го злоупотребат тоа реално и би можеле да им нанесат голема штета на Влен во изборите. Но Изет Меджиди нон-стоп кажува дека треба да се води ако може да го објави тој договор, мислам дека тој Изет Меджиди го кажа тоа, го кажа и Африм Гаши, нешто каже Арбен Таравари дека нема ме разбира тоа, но после 48 сати никој не се појави за да може да го објави тие подписите односно на тој договор и реално мислам дека не постои. Во еден дел од изборната програма на Влен се вели ќе изградиме консензус за еден нов устав кој што ќе дефинира државата како една држава на две мнозински заедници, но со гарантирани и целосни права на малцинските заедници. Дали ова значи еден вид на отворање на вратата за федерализација на Македонија? И дали, можеби токму поради тоа сега од Влен ретерираат од ваквата можност? Дали не е подобро да ја насочат енергијата за децентрализација на државата наместо федерализација? Знаеш што, федерализација на држава сосема друг поем. Ние имаме унитарна држава. Јанас сме се договориле со рамковниот договор, односно со измените кои се направени во 2001 година и тоа веќе е јасно дека Македонија е унитарна држава. Дека
федерализација, јас не сум слушнал, реално јас не сум слушнал тоа. Ние мислам дека повеќе треба да се фокусираме на огромните реформи, треба да видиме регионот како постапа, односно тие добрите држави кои имаат висок раст на економијата и висок стандард на живот, за да можеме ние да направиме можда децентрализација, фискална децентрализација повеќе, за да имат општините повеќе пари и да генерираат повеќе пари. Нам ни треба, јас мислам дека ни треба и во извршна власт да имаме разумни луѓе, но пред се во локалното ниво, односно да имаме градоначалници кои вистина ја сакат општината и сакат да инвестират во општината, да го подигнат стандард. Јас мислам дека ова конекција повеќе треба да се форсира, да не кажувам, во иднина и да имаме добри градоначалници кои ќе имаат добри идеи, креативни идеи а особено и вреди, јас мислам дека нема да не влегува во таа насока. Поаѓајќи на тоа дека од првиот разговор што го имало под првата среда помеѓу ВЛН и ВМРО ДПМН, тие веќе се договориле за основите на принципите како треба да се состави новата влада. Јас мислам дека веќе немаме такви проблеми, односно мислам дека тоа беше повеќе маркетинг на предизборите за да може да им излезат пандан на Дуј. Јас мислам дека во иднина овие теми веќе еднаш за секогаш треба да се затворат, ние еднаш за секогаш да им ставаме на крај на такви идеи кои повеќе се можда да не кажам неразумни, туку популистички. Излетени, Популизмот не е на повеќе ми прави штета после на составувањето на нашите политичарите многу лесно се договарат, односно се договориле во минатото, бидејќи ние уште и ден денеска имаме тој проблем. Реално може да го имаме и ден денеска проблем. Знаеш што, во минатото кога се правеше, владата секогаш се прашуваше јаките министерства, јаки директорските места. Знаеш што значи кај нас јаки директорски места и јаки министерства? Тие што имаат пари. Тие мислат дека ако има многу пари, тоа е јако. Не дека некој што може да прави реформи во државата, некоја институција што е клучна за правење реформи во државата. Но за нив тие не се важни. За нив важно им било која е таа институција што има пари, значи ги земат министерство. Пример, по секоја цена сакаат да ја земат, карикирам сега, Царина, УЈП, МАНАВ, тие институции кои имаат МЕПСО, значи тие што имаат пари, во смисла по секоја цена гледат како да се збогатуваат. Јас мислам дека е крај на тоа и моето мислење дека во составувањето на владата реално најден од преговарачите на ВЛН што ми е етен другар, се видовме на кратко, после живееме во малото и му кажам, вие сега после ги почна преговорите со ВМРО ДПМН и ги барате институциите, да те прашам јас нешто, да повели луѓе, дали вие сте направиле внатре некоја истражување, односно дали сте ги собрале сите CV-ја на тие луѓе, за да гледате со каков потенцијал на луѓето располагате, за да можете да одите на преговори. Не први ние да ги земеме институциите, па да ги бараме луѓето, први треба да ги имаш луѓето, па поред да ги бараш институциите. Да одговориш на функцијата, да. И ме гледа, каже ти многу знаеш, влегуваш во тие анализи, значи, но мора да бидеме предпазливи во оваа поставка. Ние прво треба да знаеме каков кадар имаме, а после да идеме да бараме. Реално, кај албанците има кадар, но најголемиот кадар веќе е избеган од државата, а сите други, што било од Дуј, тие не вредат за ништо. Господине Фаризи, какви се вашите очекувања околу формирањето на новата влада? Кој е вашиот став околу изјавата на лидерот на ВМРО ДПМН и мандатар за составување на новата влада Христијан Мицковски, дека успешно консолидирале 61 пратеник и сега се фокусираат да обезбедат двотретинско мнозинство. Имате ли некакви сознанија за кои 3 пратеника станува збор и за колку брзо ќе се случи формирањето на новата влада? Јас мислам дека имајќи на 61 пратеника од страна
во МРДПМ би било гаранција дека во следните 4 години тешко дека може некој да ја оценува владата. Тоа е првото. И тоа е многу важно да имаш апсолутно мнозинство, односно 61 пратеници се говори за гарантирано во собранието, бидејќи ние во минатото сме се навикнали на некои ситуации каде се тргува со пратеници, односно нашите пратеници многу лесно се стават на берза, така што лесно после треба да се ценкаш да ги купуваш, но со 60 но минатиот мандат на ВМРО со 44 пратеници покажа дека има и пратеници кои не се продават и тоа беше многу добро еден стандард поставен, но сега нема шанси сега тоа да се случува ниту во еден момент, ниту па размислено на тоа, но ставањето на во следните 3 мандати за ВМРО се докажа дека кај одредени политички партии уште постои тој менталитет дека не може. И тоа е на крај на краишта може некои пратеници сфатија дека треба да придонесат за државата, да, и да преминуваат. Не знам, се спекулира дека некои се мандатарци и така натаму, но јас мислам дека моето мислење е дека бидејќи и пригласувањето на петката ќе значи еден плюс. Мислам дека за СДСМ, но тој пратеникот ќе оди таму, мислам дека е на ЛДП, мислам дека политичка да. Нели? Така што јас мислам дека моето мислење, сега да не кажам, но да видиме ќе се видиме пак. Мислам се дека двајцата се тие и плюс еден може се Турчинот. Од кај Вие не грешите во вашите согледувања. Јас мислам дека се два од таму плюс еден што е кај Дуи, пошто едниот не го гледам во сликите таму со Али Ахмет. Така. Турчинот, пошто има двајца турци нели таму. Мислам дека е таа комбинаторија. Дали очекувате покрај влен во владата како трет партнер да влезе и знам за Македонија на Максим Димитриевски и какви се вашите очекувања околу функционирањето на таквата влада? Ќе успеат ли партиите кои ќе бидат дел од владата да ги спроведат ветувањата кои ги дадоа за време на изборната кампања? Влегувањето не знам сега колку им треба, знам да влегува но 61 14 се. Му треба можеби за двотретинско мнозинство. Сигурно е знам, мислам дека па не е лошо и да влегува, зашто да не, ако може да се договарат, пошто сега треба на крај и се да го делат колосот помеѓу себе. Не знам сега. Мислам за сега дека ВМРО повеќе преговара само со влен, јас не сум точно. Но да видиме после во еднина Европскиот фронт, јас не верувам дека ќе постои тој Европски фронт. Може да постои за неколку месеци, но нема да постои за многу. Пример во следните локални избори, кои ќе ги изгубат веќе таму пустош, ништо не останува таму. Така што бидејќи ова коалиција во следните локални избори, значи Дуи неверојатно нема да има ниту една општина. Така што бидејќи знаеш што се случува во последното време, откога од 9 мај сите од Дуи кога сватија дека нема да бидат дел од владата, сите замисли координатори на Дуи почна да честитат, ај честито промените нека не се. Разбираш, тие од 9 мај веќе почна да го пуштат бродот кој потонува, така што реално јас очекувам двотретинско да прават и тие. Но двотретинското јас мислам дека не треба од старт, бидејќи припознавајќи дека тие во собранието како делуваат, може пример да направат да го саботират собранието, што друг начин на постапување тие нема. И знаеш, тие познате Талат Џафери како ги читаше тие романите во собранието, како се сеќавате пред многу години, како го уплотираше парламентот, така што тој може пак да чита, пошто нема друга работа освен тоа, така што може да ги собере по библиотека, нели, да ги собере сите романи или песни таму да пее во парламентот, но ние мора да го скратиме. Наместо да чита романи, тие треба да чита некои кратки песни, за побрзо, не може да не ја блокират собранието.
А начинот на блокирање на собранието мислам дека е против акт против демократијата, мислам дека тие за да можат да имат во иднина некоја шанса да стојат добро со меѓународните пријатели, како што ги нарекува до вчера, и во нивно име направиле криминал и корупција и уништа државата. Јас мислам дека треба да бидат умни во парламентот и треба да бидат мирни во парламентот. Мора да кажам ова, и бети дека не знам колку го ја следите политичка ситуација, а валјда ја следите нон-стоп. За прв пат во историјата во овие 20 години странскиот фактор стојат на страна. Не се мешат многу во составувањето на власта, односно не прават да притисок како парламент Дуис по секоја цена да влезе во власта, така што тоа е добро за граѓаните и за државата воопшто. Левица пред некој ден изрази подготвеност да разговара со Мицковски за постизборно коалицирање. Дали очекувате дека Мицковски ќе му се јави на лидерот на Левица Димитар Апасиев и дали е можно во тој состав како четврти партнер да биде и Левица, особено ако се земе во предвид дека Влен не е расположен да биде во иста влада во која ќе биде и Левица? Ако идеме по тоа логика, никој не останува во опозиција, 120 пратени ќе имаме во владата. Така што јас сум против вакви коалиции, во смисла да имаме не против Левица, да се објасни, бидејќи Левица, јас не сум против ниту една политичка партија која има гласови од страна на народот, бидејќи и таа како и да политичка партија некој ги гласал. Но јас сум против тие политички партии кои сакаат да ја уништуваат држава, да прават криминал, корупција. Само на тоа сум против. Јас мислам дека во МНДП нема да ја битнам. Јас барам до сега нема друга покана од бидејќи реално би ја комплицирала ситуацијата со албанските политички партии. Јас не верувам во таква можност, само ако во случај да е нужно, ме разбираш. Ние имавме 61 пратени кога правилно некога се тргува влада тогаш во 2021, како беше 2022, 2021 мислам дека беше на крај, нели? 2022, кога исчезна еден пратеник во собранието, така што мислам дека во тој период беше се само киднапирал реално, така што мислам дека и тогаш придонесе реално Левица за да се прави промени. Јас не сум против политички партии, реално кои сите ја сакат да придонесат за државата, но мислам дека во овој констелација би биле многу, ме разбираш, во МРДП не вреди да е плюс знам па Левица. Веќе ако знам на Левица, тогаш имаат, мислам, знам и вреди ВМРО сигурно имаат 80 пратеници, што е доволно за двотретинско мнозинство. Јас не верувам дека Левица би било дело. Не, Левица не, и ние не веруваме, и тоа мора да прашаме. Реално не. Реално не. Како ќе ги прокоментирате изјавите кои дојдоа од Дуи дека ако тие не бидат дел од ако може да ме поврзувате, само што кај Левица ми се допаѓаше една мала програма, не целата, еден дел од програмата која беше за студентите. Јас мислам дека тоа беше добро и би требало владата во едина таа програма да инкорпорира. Јас сегаш сум за студентите, за младите да студираат и да имат добри услови. Јас мислам дека и во МРДП има таа во програмата, но тој Левица повеќе идеше на таа младината, односно да привлекува гласови, така што таа за студенти мислам дека имаше 5-6 точки во студентите за школувањето, за пристојот во студентските домови, за субвенциите. Јас мислам дека тој дел лично за мене беше добро што може да се инкорпорира во влада, зашто да не имаме такви политики, односно Левица да делува во собранието како опозиција, да предлага закони, да бъде програма зашто да не се усвојат тие делови од програми. Можда би било добри тие да дојдат и од страна на Европскиот фронт. Реално од Дуи, но тие ќе ни предлагат нешто што не може да ја спроведе во нашата држава. Ајде повторно, како ќе ги прокоментирате изјавите кои дојдоа од Дуи дека ако тие не бидат дел од владата, во тој случај ВМРО-ДПМН, а со тоа и државата ќе плателе висока цена? Постои ли некаква реална опасност од ваквите изјави, односно закани? Што се крие за ваквите изјави и каква порака испраќа Дуи?
Зошто ние од ДУИ не сакаат да го почитуваат уставот и зошто притискаат на Бадентеровиот процес да го има и онамо каде што за тоа нема потреба да го има? Ке оди ли конечно ДУИ во опозиција и кои алатки им останаа за да не се случи тоа што вие веќе рековте дека дефинитивно оди во усми, да меѓутоа во опозиција меѓутоа дали има некои алатки кои што ќе може да прави немири за да влезат во владата? Па реално не имаме прилив на Кина од страна на не да имаме трговско пријателство со Кина, така што тие увезат многу играчки, така што може да ги земат таму, било на батерии да пукат, не разбираш, така што јас мислам дека тие веќе валкани игри ни албанците немат што да влегуваат за политички цели. Знаеш што? Јас морам памтете ми го ова што ќе го кажам сега. Многу е важно да се знае дека веќе во ДУИ има кариеристи, има клиентелисти, има бизнисмени. Така што овие три категории на луѓе, што е односно се мнозинството во ДУИ, да не кажам 100%, нема да ризикуваат да направат нешто, односно да им падне на памет да прават нешто. Пример, клиентелистите, тие се бизнисмените кои правеле бизнис со нив, валкани бизниси, кои веќе треба да дават одговорност. Тоа е прво. Второ, таму имаме клиентелисти кои по секоја цена сакаат да влезат во влада. Разбираш, да тие вработените во јавниот сектор си мисла и секогаш тие се со нив. И третото се секој во ДУИ станал бизнисмен. Така што тие не верувам да го ризикуваат бизнисот за интересите на една група на луѓе во партијата. Така што јас мислам дека тие политичари кои станале богати бизнисмени се трудиле многу овие 22 години, така што ту се ризикува да одат во затвор. Јас мислам дека подобро би сакале да се пазарат отколку да ја унишат тој бизнис, од тие пари што ги имаат. Така што јас не верувам. Тие може да, знаеш што, тие дават такви изјави па после ретерират на тоа, знаеш дека политички нашата држава ќе биде загрозена, но тие нивни ставови мислам дека не се реални. Нека пробат. Јас ви кажам да пробат. Еве нема за многу кратко време веќе поставале преговорите. Знаеш што, тие ги лажат нивните подржувачи членови на партијата дека уште не е готово, ме разбираш, нема да се договорат, тие па ќе не викат во таа логика тие. Но прво мора да ги чекуваме овие резултатите кои ќе имат прегласувањето валјда на 22, мислам дека се во среда, кој ќе ги изгубат двата пратеника, па после ќе видиме како ќе се однесуваат во иднина, а реално ќе се гласа во тие денови, бидејќи ќе се гласа без притисок, без одзорни презакани и без подкуп. Токму околу тоа, Државната изборна комисија одлучи позитивно на 7 од вкупно 27 поднесени приговори, меѓу кои еден на коалицијата Влен и 6 на коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМН. И за таа цел ќе се прегласува, како што рековме, во неколку изборни места од изборната единица 5 и 6. Ке направи ли ова некаква промена во однос на добиените пратенички места? Претходно споменавте околу ова, но ако има да додадете, какви се вашите очекувања околу ова? Мора да признаваме дека во изборниот процес, јас како сегогаш сум го оценувал дека изборниот процес бил мирен, но не бил сега за албанскиот дел, ви кажам, не зборувам за целата држава, дека не е демократски. Не е фер ниту демократски. Може е мирен процес, но не е фер демократски. Мирен пошто немало инциденти. Порано сме се навикнали да имаме инциденти, големи тепачки, убиства и така натаму во денот на изборите, но не биле фер и демокрација, бидејќи кога во изборите имаш уцени, закани, притисок и злоупотреба на државни пари и државни институции кон гласачите, тие не се фери демократски, тие избори. Така што и плюс на избирачки места имал бугарски воз.
не само тамо каде што во нели во Желино, мислам дека во општина Желино едно место е понешто, сега не знам како беше тоа избирачкото место. 2101, не знам како. Да, така некако. Се извинувам. Не извинувам. Пошто не го памтам бројот, но имаше и други места. Еден мој другар, пример, бил во 1.24.57, на крај испаднал едно ливче плюс. Значи дека има бугарски воз таму. Не се спаѓал бројот на со потписите таму, а едно ливче останал плюс во кутијата. Тоа значи дека таму и таму имал многу гласови Дуј. Тоа значи дека во Дуј се обидел по секоја цена да победа и злоупотреби. Бугарски воз имаше и во првиот круг во Липково. Нели? Да. Така што овој, знаеш што ме тие луѓе што прават бугарски воз во тие избрачки места не само да се повторува. Го треба тие луѓе што го направиле тоа треба да одговарат. Тоа е многу важно. Јас повеќе сум на тоа да се одговарат отколку резултатот на изборите. Значи нема веќе да имаме вакви појави во едната, ниту ќе му текне на некој да пипне во тоа што е најсвето односно на волята на гласачот. Така што знаеш што е многу важно, вториот чекор. Не само што Дик одлучи да се, јас не знам сега за другите, јас знам само за шеска дека таму веќе е потврдена од страна на управницот. Сега за во петката не знам. И за петката имаше сношти ние се резултатите ги имавме до 9 часот минатата ноќ, после тоа немаме. Бидејќи не следев јас после малце покасно бев излезен, не сум следел, но за и читав денеска за во Желино да, но не знам за петката дали е потврдена за петката. Та сношти потврдија во петката, мислам. Ако се прогласува петка, тогаш значи дека Дујќ има два пратеника помалце, едното во шеска кој иде за Влен, тоа е кај ќе се гласа родното место на пратеникот Аднан Азизи и на граначалникот на Тетово Билјалка Сами. Така што јас мислам дека таму тие ќе ја направат разликата. И овој пат тие веќе немат воля, тие што гласале за Дуј да изде во Дуј веќе нема да биде во власт. Така што јас мислам дека и реално ќе се гласа таму. Така што ќе видиме како ќе изгледа. Јас мислам дека ќе биде во корист на Дуј. А во петката јас сигурно мислам дека Дуј ќе изгуби, бидејќи таму се повеќе политички партии. Јас мислам дека реално мислам дека таму СДСМ би земал еден глас. Плюс, така што ќе видиме како ќе се случи. Дуј ќе има минус 2 пратеника, така што една за секогаш ќе се искаже, ќе почне да се искаже волјата на народ. Но многу е важно и третото, дека Дуј секогаш кажуваше да им веруваше на институциите, секогаш и на судот, секогаш кога ќе кажеше некој, особено последното беше политичката партија на Алијанса, кој ќе ги зема печатите, кој ќе биде председател помеѓу Арбен Таравари и Зелици, нели, вршија многу притисок од страна на Министерството за правда, и ги сменија судиите, но на крај знаеш како изјава? Ние им веруваме на судовите прошени за завист. А сега не му верувам. После еден месец испадна дека не им веруваат. Сега на кого го веруваме? На судот или на лажговците политичка демагогија? Така што реално лека полека судовите треба да се вратат во една ситуација кога Дуј не е во власт, мислам дека судовите не кажувам сега одма ќе се промени ситуацијата, но се гледа тоа релакс кај судиите и неверојатно ќе одлучат по нивна глава. Господине Фаризи, дали на Дуј со прегласувањето на парламентарните избори во 5-та и 6-та изборна единица ќе му се одземе и последната алатка на моќ, со тоа што наместо прв политички чинител кај опозицијата ќе падне на второ место, а со тоа го губат и можноста да имаат председател на Државната изборна комисија? Бидејќи сега само ќе има повеќе пратеници од Дуј. Да, ќе има повеќе пратеници на Дуј. Јас мислам дека во едина Дуј ќе падне уште повеќе, бидејќи ќе почнат да избегават луѓето од таа партија, така што јас мислам дека и така, бидејќи не знам кој ќе промина, нели 61 ќе има во да промена. Не знам сега кој ќе промина, веројатно од СДСМ ќе промена од коалицијата. Кај нив, така што Дуј, но со еднак уште мислам дека 3 зајци ќе се погодат, ќе погоди тука сите, особено ќе се погоди
СДСМ, ДУИ и ДПА, особено ДПА, бидејќи деветиот што може да го изгуби у шеска реално е пратеникот на ДПА. Разбирате? И сега Мендутачи имаше можност од трговец поединец да поминува во ДОО компанија, одnosno друштво со ограничена одговорност, така друштво со ограничена одговорност, така што можеше да може да ја качи неговата цена. Реално ако има се симнува минус, реално сега како стојат работите тој ДОО сега. Ако се тргнува пак ќе биде или ДОО или ТП трговец поединец, така што јас мислам еднаш за секогаш на него ќе му се стави крај на политичкото одествување. Мислам дека војнина веќе нема начин кај да се пикне, односно да се побрза со некоја друга полиција, пошто веќе има, јас мислам дека нити двете тој еден пратеник не може да земе, но го оценуваше неверојатно Ахмети кој беше загрозен од вреди и му даде два пратеника. Јас мислам дека едно во тука, едно во петка. У петка мислам дека Јавовски е таму, така што реално ќе му се изгуби уште еден бизнисмен на ДУИ. Како ќе ги прокоментирате обвинувањата од страна на Европскиот фронт, поточно од Скендер Реџепи, дека македонските политички чинители во координација со коалицијата Влен сакале по секоја цена да им одземаат од едно до две пратенички места, при тоа оквалификувајќи го тоа како кривично дело и затоа и за таа цел ги поднесоа тие тужби до Управниот суд, поврзани со одлуките на Државната изборна комисија за да поништи дел од депутатските места во 5-та и 6-та изборна единица. Како што рековме веќе, Управниот суд ја заврши расправата, но ние до овој момент, како што реков, ги немаме конкретни одлуки, освен што 3 тужби од Европскиот фронт се одбиени. Пред почетокот на рочиштето на Управниот суд за се расправа по поднесените тужби, Талат Џафери од Владината говорница обвини за изборен инженеринг преку политички договор на маса, како што рече Џафери. Како ќе ја прокоментирате ваквата изјава на техничкиот Талат Џафери? Реално, кога тој порано правеше инженеринг, за тоа беше демократско право, а сега кога ние демократското право го сакаме да го реализираме, за него е инженеринг. Тие значи демагоги еднаш за секогаш ќе им ставиме крај, кога ќе се сослави владата во јуни. ДУИ сега јас и ти Бети може да поднесеме милион кривични пријави, но колку се тие се реални, реално во државата се знае кој спроведува изборите, тоа е Државната изборна комисија која донесува одлука и судот, односно Управниот суд ги има потврдено на тоа. И сега тие кривични пријави треба во кривичен суд, но таму треба со факти и аргументи. Државната изборна комисија не одлучила по нивна воља дека ги мразат тие. Може и да ги мразат политички, но не значи дека и изборниот процес. Изборниот процес се знае. Има закон, изборен законник и треба да се спроведат според изборниот законник и тие неверојатно утврдиле неправилности, односно начин на крадење гласови, односно не се изрази волјата на народ. А зашто се плашат? Да се толку сигурни дека тие гласови биле демократски, секој чинител, политички чинител, реално би требало да ги признае тие одлуката на Државната изборна комисија пред се Државната комисија Државната изборна комисија е институција која е единствената за спроведување на избори. Така што нивните одлуки може да се оспоруваат само пред надлежен суд, односно пред Управниот суд. Управниот суд одлучил на корист на Државната изборна комисија. Управниот суд не користил дека туку така му текнал на тој судијата, туку одлучил врз основа на доказите и фактите што ги има поднесено и Државната изборна комисија. Така што тие се политички трикови кои веќе 22 години многу убаво сме ги научили. Так. Како ќе го прокоментирате тоа што министерот за надворешни работи Бујар Османи остварил средби со амбасадорите на САД на Германија, на Обединетото кралство и на Холандија за да им се пожали дека Државната изборна комисија подготвува инженеринг за изборните резултати? Тој може да се види со целиот свет, но реалноста е во тоа дека никој не се замара се. Тоа е многу важно. Значи, да гледа дека јас и порано во оваа емисија, нели,
преска кажав дека за прв пат меѓународната заедница не стана во ниту еден момент од страна на ДУИ, барем тоа што се гледа во Јавноста. во јавноста, не стоеле, дури јас мислам дека постапите начинот како поделу, особено амбасадорот на САД, амбасадорката што е кај нас, неколку дена пред изборите, значи кажува дека имаше директен напад врз владата, да не кажам јавно вака, но кажува дека значи даде многу добра изјава дека политиката, лошите политики на народот не само што му го убија иднината, туку му ја утепа и надежта. Ова е вистинска реалност што се случува во државата. Јас мислам дека поаѓајќи од тоа тие во ниту еден момент нема да станат. И на крај на краишта веќе се знае кој е дел почна преговорите. Јас мислам дека тие се во средина следната недела до петок, јас мислам дека ќе се знае се. Што го Так. Зијадин Села на интервју во емисијата Трелинг на прашање на водителот како ќе се однесува коалицијата Европски фронт на ДУИ како опозиција во собранието, бидејќи Мицковски како мандатар одлучи дека коалиционен партнер во новата влада ќе биде коалицијата Влен. Изјави дека тоа е само сон и желба на Мицковски, ама требало да се почитува желбата на граѓаните, а ќе се однесувале сразмерно во зависност на конечната одлука на господинот Мицковски. Како ќе ја прокоментирате ваквата негова изјава? Јас добро ја читав. Јас ја читав на овој начин. Јас мислам дека ни на сон, сега не знаме кој е на сон, ме разбираш, тоа се прави коалиција, се договара, тоа е на сон. Така што јас мислам дека тој заборал дека изборите се завршени. Он мисли дека некаде февруари-март, пред да се случат изборите. На почетокот на кампањата. Така, нас има една поговорка, кажува волкот го изел магарето, останал само главата, овој кажува дека уште сум жив, ме разбираш. Така што човекот, сега не влегувам, но најверојатно не знае што одговара. Ајде не навлегувам сега во друго да кажувам. Или не бил свесен, или бил многу касно давал интервју, така што преку ден, знаеш, може да излегуваш во кафана да пиеш, да јадеш, така што. Кај нас велат дека стадна кокошка прососонувала. Да. Така. Министерот за надворешни работи и подпредседател на партијата на ДУИ, Бујар Османи, во емисијата Само вистина, рече дека доколку коалицијата влези во влада, ќе ги разгневи сите албанци кои ценат дека нивните гласови ќе бидат ништовни и затоа нема да се помират со одлуката на Мицковски да коалицира со Влен и ќе бараат дополнителни механизам за заштита, бидејќи Европскиот фронт ја застапувал мнозинската волја на албанците, притоа додавајќи дека емоциите кај албанскиот народ биле многу вжештени. Како ќе ја прокоментирате ова негова изјава? Неговата изјава ги навредува тие 107.000 гласови, чисти албански гласови, кои гласале за Вреди. Видите, тие 107.000 гласови што гласале за Вреди се точно знаеле дека Вреди ќе коалицира со ВМРО-ДПМН, бидејќи 2-3 дена пред вториот круг за претседателски избори, за парламентарни избори, се сретна Христијан Мицковски со Абен Таравари и си пружија рака за да се поддржуваат односно да ја поддржуваат Гордана Селјановската прва. Така што сите најголемиот дел од албанците кои гласале за Влен, не гласале и Гордана Селјановата за председател на држава. Тој односно ги индиректно ја примеле пораката дека треба да се коалицира со ВМРО-ДПМН и ја признават и политиките ги признат на ВМРО-ДПМН и председателот на држава. Тука што не е спорно. Мислам дека таа изјавата повеќе популистички и демагогија отколку што е реалност, плюс дополнително што тамо што во ДУИ најверојатно на 30.000 гласови се од малцинството што го имат гласано, нели имаше роми, турци и босалци и дополнително тука да не кажам тие стотина што останале земање под притисок под куп.
и закани, така што јас мислам дека таа изјава е паушална. Него, знаеш што, за прв пат во историјата на ДУИ од 2022 година една за сегош многу интересно ако се анализира. Во групата на ДУИ, пример, пратеници се најголемите експерти што може да постојат во светот, научниците таму, во смисла на будалештини што може да воините да бидат циркузанти во парламентот, а од другата страна одеднаш четворица што ги имаше ДУИ најголеми лажговци и демагоги не се дел од парламентот. Четворица кои праја кампања за ДУИ, кои во секое време може да ги превртат тезите и идеите и тоа што го кажуваш бело да го направат црна и обратно, тие ги немаш веќе во парламентот, тие само можат сега да почнат да работат нешто приватно, реално не знам што ќе работат, некои се во државна капа и треба да се истражува тоа реално како им се тие стегнати звања, така што во иднина во Македонија реално ќе има во државните институции, сега кажувам дека ќе има помалце демагогија, помалце лажење и тоа што е многу најважното, односно за граѓаните, помалце крадење. Так. Господине Фаризи, ќе се навратам повторно на реакциите поврзани со инаугурацијата на председателката Гордана Силјановска Давкова, кои дојдоа и се уште доаѓаат од соседна Грција. Како гледате на нивните закани со вето на Македонија за понатамошниот пат на евроинтеграциите? Ќе имаат ли некаков ефект ваквите закани ако се земе во предвид дека ветото веќе постои од страна на источниот сосед Бугарија, а со тоа и евроинтеграциите се веќе закочени за Македонија? Па, реално ти ми го даде и одговор, тоа сакам да кажам, веќе Македонија што веќе е кочена, има вето од една страна, така што и дали една, два или пет вета исто се за нас, така што ние сме блокирани моментално. Тие да не, јас после тоа кажам дека да не извадат на тоа нема шанси, пошто нема начин за да не вадат од таа организација, дека ние што во безбедносен аспект сме сигурни, сме во таа алијанса. Знаете што? Сакам мора да го кажам, никогаш не сум го кажал во една друга емисија. За прв пат кај вас тука. Нам не лажеле дека ако влеземе во НАТО, тука ќе правиме бум економски. И откако влеземе во НАТО, станавме најкриминална држава во регионот, лидер за крадење и лидер за најмали инвестиции кај нас. Реално од 2000 јас не сум видел дека е граден ниту еден километар автопат. Само што ние правиме криминал и корупција и дадовме пари на народот во празно, така што јас мислам дека делувањето на нашата држава во меѓународните односи треба да им даваме шанса во име како ќе делува и јас мислам дека моментално ние сме блокирани реално. Ние кога ќе го средиме едни проблеми, јас мислам дека ќе ги средиме сите проблеми. Но дали е така ќе му дозволиме на времето, бидејќи апетитите односно на тие две држави нема никогаш да застанат. Так. Господине Фаризи, следно прашање кое што ќе го поставам, многу често сум сакал да го поставам, меѓутоа сум немал можност да го поставам поради многу причини, поради тоа што, например, во минатото сме немале некој аналитичар кој што бил гостин кај нас и покрај тоа што се нуделе, не сме ги прифатили бидејќи ги знаевме нивните делувања, дека не се искрени и не мора да одговорите доколку не сакате да го одговорите. Како гледате на тоа што одговорам сигурно. Како гледате на тоа што во одредени општини каде што македонските албанци се мнозинство, а етничките македонци малцинство, не се почитува уставот и законите, а на прво место мислам на неистакнувањето на македонското знаме и несразмерното вработување во институциите према така наречениот балансер. И каков е вашиот став околу секојдневната иконографија на улиците со поставените знамења, каде што не може да се види македонското знаме? И ја оправдувате ли ваквата иконографија? Не е оправдана оваа иконографија. Реално ние живееме во Република Македонија во сите и треба да се истакнат тие знамења.
во смисла на тоа дека знаете што е проблем? Најголемиот проблем кај нас е кога памтам јас, нон-стоп се ширеше таа информација, ќе се растури ова држава. Нема да постои ова држава. Ќе се растури ова држава. Ова кради, прави милиони, а на народот каже дека ќе се растури ова држава. Значи, народ не е секој правник, не е секој доктор на науки, не ги знае правилата како се во светот, не разбираш. И наобичниот граѓанин, се додека знаеш доколку го лаже, се додека 2014 до 2016. Конечно му беа тоа, дека ќе се растури ова држава, нема да постои ова држава. И луѓе, но овој период после 2016 почна да го смена тоа, ќе бидеме дел од НАТО, ќе бидеме дел од Европска унија и го смени нели личните описи и почна реално сега албанците почна да ги чувствуваат како држава и да ја сакаат. Но ние мора во едина да жртвуваме повеќе од нашето, односно ние повеќе треба да бидеме во контакт со граѓаните. И јас очекувам, знаеш што очекувам, за да го правиме ова промена, јас имам друга идеја. Кажете. Следниот премиер од државата. Значи, јас мислам дека премиерот на државата и претседателот на државата треба да бидат почести во албанските средини. И обратно, албанците, односно министрите албанци треба да бидат во источниот дел, во централниот дел на државата, односно во тие градови кај се чисто од македонската националност. Ние ако го правиме тоа, знаеш дека ние мислиме дека ако албанец е во влада, дека тој треба да му служи само на албанците. И обратно. Ние треба да ставиме дека сите министри, целата влада, сите институции ние ги застапуваме. И треба да бидеме во контакт со реалноста. Јас пример ќе ви кажам вака. Ќе ми дозволите една минута. Да, повелете. Е интересно. Јас имам потекло од едно село каде порано беше мешано. Сега е претежно албанско население, но сепак е гастарбајтерско во смисла на дека сите излезле надвор од државата, околу 70%. И во една дебата со некои мои луѓе имаме постар човек што ме почитуваше и седам да пием кафе и правиме муабет и кажа и тие знаеш што македонците не сакат, македонците вака овој прелеп притисок. И добро, идеме во таа насока, кажам окей, нема проблем. Вие сте во право. Ајде да анализираме вака. Градоначалникот на Сарај албанец е? Да. Кога би бил кај вас 2021 година кога имаше избори? Сте го видели овие последни 3 години? Не никогаш. Па зарем има пункт на него, не му дозволува да влегува во селото, барем едно кафе да пие со вас и да кажа, луѓе, јас немам пари во општината, ама не можам да инвестирам. Реално во тоа село има 2 инвестиции кои се направени директно од ВМРО на времето. В смисла во локално ниво, па и во време на влада кој имат направена амбулната. Така што мислам дека овој мит треба да се крши, за да се крши овој мит треба почесто премиерот, министрите да бидат присутни во албанските средини и албанските министри треба да бидат присутни во другите средини, а да се надоврзува тоа злоупотреба на балансерот во смисла на вработувањето, знаеш што прават? Овие се договориле, овие во влада што вработиле се пишале како албанци, има многу македонци што се пишуваат како албанци и влегуваат во квотата за албанци, а во тие селата исто го употребуваат, односно во општините, па после го употребуваат другото. Албанците влегуваат се пишуваат како македонци. Затоа тие влегуваат во тие општини. Тоа е политички договор, дил помеѓу политички партии во влада. Јас мислам дека една со секој што ова треба да се стави крај, да се трне балансерот и јас мислам дека треба да конкурираме сите еднакво во државата. Господине Фарези, уште малку на ова. Верувам дека ќе не сватите. Возејќи по улицата, например, низ Кичево, низ Гостивар, низ Тетово, македонец кој вози по улицата, прво што му доаѓа на памет е албанците нас не сакаат. Не ја сакаат државата. Тоа е едноставно, значи нека бидат и двете знамја, нека стои македонско знамје, ќе се роди ли некој политичар, македонски албанец, политичар кој што ќе стави крај на ова што сега се случува? Јас мислам дека
треба еднаш за секогаш да му ставаме крај. Јас верувам во останата власт дека тоа ќе го прави, бидејќи дека луѓето што се сега ќе бидат дел од власта, особено во албанскиот дел, мислам дека се полиберални во оваа насока. Јас мислам дека е добро и за граѓаните еднаш за секогаш да ставиме крај. Бидејќи знаеш што е, во минатото тоа беше начин на придобивање на гласови. Јас мислам дека со овој постигнат резултат, мислам дека ќе ставиме крај на тие девијантни појави за мене во општеството. И еднаш за секогаш ќе бидеме лојални сите на државата. Јас се надевам дека тоа што ВМРО ДПМН го има во програмата, само во еден дел, што мене ме интересира кој што ми е во професијата, а таа е сивата економија, реално ние треба да влеземе и таа да премине од сива економија на бела економија, да зазнаеме секој да плаќа данок во оваа држава. Ние реално имаме економија која што е сива, па во останата прилика во едниот ќе ви кажам многу добри некои случаи, пошто многу кажам денеска, така што има луѓе мислат во, знаеш што мислат во државата? Односно кај нас граѓани, мислат дека може да се пријавува вработен само во државно. Не треба да се пријавува. Не треба знае на приватно. Каже социјално само во државно може да се паразити, цицачи на крв. Не, тие мислат дека во приватно, пошто не знаат, реално луѓето не знаат тоа што е тие што се работничката класа, тој не знае законите и го лажат овие во политиката дека само во и тие мислат дека само во држава може да се пријавуваш, односно да биде осигурува. Така што мора да ние да го смееме начинот, особено треба владењето на правото да биде во секој дел од државата. Кога ќе биде владење на правото на секој дел од државата, јас мислам дека сите ќе, но ни треба реално и проекти заеднички кои може да ги тераме луѓето да бидат полојални кон државата. Јасно. Кога може еден албанец и еден македонец да бидат лојални кон Германија, зашто да не бидат и кон Македонија? Токму така. Господине Фаризи, ви благодариме за учеството во Македонски корени, причинивте задоволство, посакуваме успех во вашите заложби, доста се делби, како што велите, и барања на национални права од друга држава, без разлика дали се албанци, турци, бошњаци и било кој друг што е роден во Македонија. Треба и мора да е посветен, а со тоа и сака земјата во која е роден. Ви благодариме што ја будите свеста кај таквите. Ви посакуваме убав викенд, успешна работа, се гледаме и слушаме за скоро овде на Македонски корени. Ви благодарам за поканата. Ве поздравувам уште еднаш вам и господинот Јон. Ми беше задоволство да бидам во вашата емисија. Се надевам дека ќе има и многу повеќе албанци во иднина кои ќе размислуваат на друг начин, односно тоа реалноста во државата, како што е не под партиски списоци или под партиски диктати или платеници. Може да кажам, ова и на крај да го кажам, дека многу аналитичари, јас кој се соочил во овој период по телевизија, тие што упорно опеа се гледа јавно кон власта, веќе ги снемал од анализите, дури после да бегат од нашата држава да прават анализи во соседството, така што едва ги чекам да се видам уште еднаш, за да ги сочиме аргументите, дали нивните аргументи биле во право или мојата, но тоа да го ставим во едина, само сакам да го напоменам ова. Уште еднаш ви благодарам на вас двајцата што ме поканивте во емисија, задоволство ми беше и со тоа да ги поздравиме сите наши гледачи кои не следеле на живо или ќе ја следат како, односно ќе ја гледат како реприза, бидејќи тоа нон-стоп е на Facebook, нели, влегов да гледам коментари од минатото што ние го имавме, така што да ја поздравиме нашата прекрасна диаспора, особено и македонската, и албанската, и сите други нации кои живеат во држава, кои се надвор, кои заради лошите политики побега од нашата држава и се надевам дека таа ќе биде инфузија за нашата држава во иднина. Господине Фаризи, вистина и вистински постанавте вистински модел како треба да размислува еден македонски албанец кој што живее во Македонија. Веруваме дека по вашите постапки вие како прв
меѓу еднаквите ќе продолжат да чекорат по вас и многу друго. Остануваме во контакт, се слушаме и гледаме за скоро овде на Македонски корени, се разбира доколку ја прифатите нашата следна покана. Секогаш со задоволство. Поздрав многу. Секој добро, довидување. Чао, чао.